Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Боцевски утринава сладко еспресо затоа што имаме датум за избори по се изгледа, односно заеднички избори. Да се приближуваме, предпоставам, кон целата таа работа. Беше јасно уште кога се придвижива таа насока ДУИ. Предходно ми се чини отвори една таква варијанта и еден од високите должношници на СДСМ, дека има тоа опција. И на крај Пендаровски, кој што е еден од заинтересираните, затоа што очигледно се уште во трка за кандидат повторно да биде председател на СДСМ. Вчера имавме некаква неофицијална потврда од премиерот, зборува за двојни избори. Значи за заеднички избори. Да, сега да ги уточниме. Двојни треба да се во вториот круг и парламентарните треба да се. И да видиме околу кој датум конвергираат работите. Тој спомна нешто, пак нешто во контекст на редовен датум, тоа замирисува малку на мај, значи не на април. 8 мај? Па недела, види која е првата недела, која е втората недела во мај, тогаше. Во секој случај, да. Таму работите малку стивнуваат и лудилата за одвоени избори полека се тргаат од јавниот. И сите оние вредни состојби, сите чуда кои што паѓаат во вода, што е добро. Тоа е одлично. Значи, конечно некој разум таму надвладел дека избори мора да има. Утро наша гостинка е пратеничката Дафина Стојановска, со која ќе продискутираме за ова, но и за многу повеќе, затоа што вчера поимавме еден така бурен ден во собрание. Стојановска, како ќе го прокоментирате ова со изборите? Му верувате ли на Ковачевски дека ќе има заеднички избори? На Ковачевски му верувам кога на крајот ќе го прифати она што ВМРО-ДПМН уште од почетокот го зборува, и тоа се случи вчера. Ама сега во политиката не може секогаш, треба на средина да се најде, не може само да прифаќа човек. Па не така одамна беа неговите изјави дека нема шанси да има двојни избори, дека ќе бидат и двата изборни циклуси следна година во нивниот редовен термин, но ете за покус период од еден месец човекот си се прибрал наму каде што требаше и каде што, како што спомена, ВМРО-ДПМН уште од почетокот настојуваше дека така треба да бидат, и тоа од повеќе причини, не само затоа што нам како ВМРО-ДПМН ни одговара, бидејќи нашата изборна победа е веќе известна, можам да кажам. Колку и да бегаат од нивниот изборен пораз, мора да се сочиме и дефинитивно се согласија. Дали сега тоа е затоа што ВМРО-ДПМН инсистираше, дали притисок на јавност или на некои други фактори, но еве вчера во неговата изјава се барем потврди дека изборите ќе бидат двојни. Околу датумот конечно нешто не даде некоја изјава, но ако знаеме дека според Устав последниот датум за одржување на председателските избори е 8 мај, значи дека тие се одвиваат во два циклуси, значи по мое би требало негде крајот на април и почетокот на мај да биде вториот круг на председателски и парламентарни избори. Ајде да ги пресметаме, 8 мај е среда. Добро, значи добро, окей, добро. Последен, не е ништо. Ако е среда, тогаш значи 2 недели претходно првиот круг ќе биде на 20, само да го видам. На 24 април. Така. Значи уште 2 слободни дена ќе имаме до година. Избориве ќе видиме што ќе биде. Очекуваме сите, ние како даночни обврзници, очекуваме помалку пари да се потрошат во како се вика тоа, во фестивалот на политичките партии, односно фестивалот на демократијата, ивица, да бидеме по-политички коректни. Од друга страна, вчера во собранието видовме нешто што прво не знам од каде дојде. Јас само на социјалните мрежи, тоа што следев, прво пратеникот од Левица Димитар Апасиев напише дека некој сакал нив насилно да ги вади од салата. За после неколку часа да видам како неговиот партнер од собранието Борислав Крмов крши тамо микрофони во собранието, зборува за некакви амандмани, двајцата го тепаат Мисовски со документи. Без да навредам или да користам токсик маскулинити, не е баш некој машки начин на пресметка, со харти, не е ни женски, и жените се похрабри од тоа.
прашањево ми е зошто вчера се тепа? И голем дел имам дома у фамилија, добро, зошто се тепа овие? Што беше проблемот? Дај да седнеме и да расчистиме ево утро на слушателиве наши да им кажеме што се случуваше вчера во собранието, што се гласаше и што доведе до однесување на Апасиев и Крамов. Па, мислам дека главната работа Апасиев не ја кажува и тоа целно не ја кажува, затоа што доколку ја каже, тогаш јавноста и неговите следачи поддржувачи треба да се соочат со фактот и вистината дека тој во суштина има преговарано со Талат Џафери. А зашто го обвинува ВМРО ДПМН? Зошто ова го тврдам? Затоа што деловникот се разгледуваше по редовна постапка. Значи вчера се дебатираше за собранискиот деловник, на пленарна седница. Пред тоа следеа две комисиски расправи на комисијата за деловнички мандатно-имунитетни прашања. Деловникот беше поднесен по редовна постапка. И се менува деловник. Да. Кои се измените кои се направи? Плюс на ова работено наназад 5 години и Чекай, претходниот. тоа што беше Жан Моне. Жан Моне процесот. И претходниот парламентарен состав, да, имаше некој едно време ние го бойкотиравме заради тоа што не бойкотира нас од сите процеси, но на крајот дојдовме до еден заеднички. Јас не зедов збор на комисијата кога беше прво читање, не кажав дека овој идеален деловник, добро, но би рекол дека е некој оптимум и секако подобар од овој што досега беше, бидејќи ако ништо друго и времето од 2008 до денес направило за тој деловник да не може веќе да биде толку во пракса применлив, а со Талат Џафери пак би рекла и воопшто неприменлив ниту почитуван. И сега на првото читање на овој деловник, кога ја разгледувате потребата, има една општа расправа. За амандмани за... Не, прва општа расправа по однос на поднесениот предлог закон, тоа беше на 10 октомври. Значи пред има и снимки и стенограми од тоа. 10 октомври, 16-та седница на оваа матична комисија, зборуваше предлагачот Талат Џафери, зедоа збор од власта пратеник, јас зборував бидејќи не беше тогаш присутен координаторот професорката Силјановска Давкова и Апасиев. Добро. Ги кажаа нивните мислења, во еден дел и професорката Силјановска Давкова имаше забелешки бидејќи и таа учествуваше во дел од процесот Жан Моне и може тоа да се провери на стенограми и на видео записи од оваа седница, каде Апасиев изјави дека ќе поднесат суштински амандмани. Проаѓа период, речиси месец дена, поточно на 9 ноември се свикува второто читање на деловникот. Значи тоа има специфична процедура деловникот, што го редува начинот на работа на собрание, добро. Значи на 9 ноември се свикува второто читање. Левица имаат поднесено 1900 амандмани. Значи не останува на зборот Апасиев. Затоа што кажа ќе поднесат само суштински. Да. Значи пробуваат да прават филибастеринг, условно кажано. Да, овој кој што едно време кога беше советник на СЈО, не му одговараше филибастерингот, па преку Facebook објави порачуваше Трајко Велјановски да се тргне од говорница со не знам со шамари, со тупаници, со плоци. Јас ќе го цитираме, ако може, затоа што така јас сум малце двете лица или колкуте лица на Димитар Апасиев. Имам дата база, вели согласно начелото на природното право Лус натурале, оно што сега треба да се стори е најстариот пратеник прописно по можност со шамари, клоци или тупаници да го изфрли узурпаторот Трајко Велјановски од столицата и да продолжи да председава со конститутивната седница на Собранието на Република Македонија по сила на Устав. Ова е за да заличиме на држава со која владее правото, а не хоштаплерите. Напише на неговиот Facebook профил Димитар Апасиев на 4 април 2017 година. Пред 27 да се случи. Во очи на 27 април, кога во ходник беше изгласан, односно не во ходник, него она во и без во потеките помеѓу седиштата. Апсолутно беше изгласан Талат Џафери за председател на собранието. Практично се спроведе ова сценарио на Апасиев без клоците и тупаниците, па председаваше Ферид Мухич со таа седница. Не, Горан Мисовски. Мухич не се нафати, Горан Мисовски. Да, Горан Мисовски се извинува и тогаш го изгласа Талат Џафери за председател на собранието. До ден денешен, значи до 21.11.2023 година, ние немаме стенограм од таа седница кој како гласал. Едно време имаше и стенограми и видеоснимки од 27 април,
Јас бидејќи бев повикана да сведочам за овој ден во процесот на Спиро Ристовски, како сведок за Спиро Ристовски и за Трајко Велјановски, но сега ако се обидете на оваа нова софистицирана веб страна на Собрание, нема ниту видеозапис, ниту стенограми, а ниту некогаш е усвоен записникот од таа седница. Значи, како да не се случило, да. За мене е нелегитимен. Таа седница е како да не... Се, Димитар Апасиев тогаш го поддржа ова. Тогаш за него е Трајко Велјановски узурпатор. Добре. Сега вели дека и Талат Џафери е узурпатор, не знам со какви квалификации вчера. Талат Џафери за кој го на ваков Нови велам дека во овој период од месец помеѓу првото и второто читање на амандманите, јас не гледам што ќе беше проблем ако овој кажа дека ќе поднесе само суштински амандмани, второто читање да се свика поскоро. Значи се свикува на 9 ноември, еве речи си цел месец после првото и поднесуваат 1900 амандмани. Започнува второво читање, почнува расправа по амандмани, отварање, разгледување. Значи му ги разгледа сите амандмани? Не. Во текот на денот траеше долго таа седница. Значи, велам преговара со денешниот узурпатор. Според неговите критериуми, преговара и повлекуваат точно 1884 амандмани. Значи Левица ги повлече. Зошто ги повлече? Колку стана? Зошто тогаш кога имаше првата можност за блокада, вистинска блокада и според деловник, зошто ги повлече амандманите? Значи Не сметате дека имал некој договор? ја тргна блокадата. Ја тргна Имал, блокада. немал фактички И му се ја усвоја. тргна. Не сите не му се усвоја овие, ако се 16 неколку му се усвоја. 7-8 му се Купно усвоја. усвоени амандмани беа 12. Добро. Значи самиот И ги сега. повлекува оние амандмани кои вчера ги фрлаше Од каде тој знае дека најава дека тие ќе бидат исфрлани? Значи тоа е во постојани преговори со Талат А Џафери. добро, како Никој вчера не се може да ме појавија тие разубеди. амандмани он вчера што ги држеше Па овој тие, Крмов? тој сега, на овие 12 кои што се усвоени на комисијава при второ читање, си поднесува 2000, не знам колку беа, 2464 амандмани Левица поднесува на своите. А имаше можност со 1900 да го блокира процесот, доколку беше искрен. И одлучи Доколку да беше не го искрен. блокира. Сега на своите амандмани поднесува 2464 точна бројка. И вчера тие се амандмани. одбија. И тие беа тие со кои што го нападнаа подпредседателот на Собрание, односно глумеа дека го напаѓаат. Реално глумеа, тоа беше ефтин театар од ефтини аматери, според мене. Ако гледате и пазете, лидер на политичка партија го пушта пратеникот. Каков е тој лидер кој што го остава пратеникот да глуми некоја сила? Добро. Тука тој седи во А позадина. чекај, тие амандмани од вчера им ги одбија вчера, што се случи? Ма тоа беше хаос, не можеше никој да следи ни текст на амандман, само бројки се чита архивски. И Мисовски беше многу збунет и многу грешки во чекори направи, ама веќе ова кај нас станува нормално. Тадафина. Собраниска седница гледате на што личеше вчера. Не, ма добро, заврши го тоа, ајде. Не. Во суштина Талат Џафери мислам дека го изигра Димитар Апасиев. После му ги прифати, па му ги одбити. Да, на второ читање му прифати амандмани, пазарот е ќе ти ги прифатам тие суштинските кои што тој кажа дека ќе бидат само суштински, повлечи ги овие, овој го прифаќа договорот и Талат Џафери го изигрува со тоа што не ги прифаќа на пленарна седница. Сега второто. Значи Тука доаѓа тој едно преговарал со Талат Џафери. Вчера видов, да, Ефтина глума. мене лично Димитар Апасиев во едно кафуле додека разговаравме, има година и нешто, кажа дека заедно со Али Ахмети и Талат Џафери имаат пушено пури во собранието во канцеларијата на Џафери и тоа односот на Џафери било еве ние бевме марксисти ленинисти, вие сте тоа, ние го сакаме Че Гевара, сме биле ние и герилци, па еве дај да се обединиме дека има однос помеѓу нив. Тоа мене лично ми го потврдил Димитар Апасиев. Мислам дека јавно го има потврдено дека нели имал серија на средби со Талат Џафери и не е проблем што имал и пури да пушеле, освен ако не се државно платени, и да имале било каква соработка, затоа што тоа е дел од демократијата. Во демократијата мора да имате политичка Да, но ситуација. од друга страна тој го обвинува ВМРО ДПМН. Тоа е лицемерието. Тоа е лицемерието. Ја сакав да го белоденам, затоа што тој се држи строго. Сите ние сме измамници, само тие ќе оправа државава. А ги нема 3 години никаде во парламент. Каде беа вакви театри да прават кога се носеше сега. Бехтел и Енка, например. Кривичниот законник најскоро. Она што боли
во оваа ситуација е тоа што го видовме оној театар вчера. Не знам дали приметивте дека мавањето, тепањето и кршењето заврши во моментот кога Талат Џафери влезе во салата. Талат Џафери беше постојано во сала, но се повлече седна на пратеничките столчиња. Така? Во стилот да изиграат некоја демократија, Мисовски да води овој како пратеник, како предлагач на деловникот да зборува од место, што Но многу ретко се случи еднаш за интерпелацијата негова кога ја разгледувавме и ова е втор пат во. Но во моментот во овој мандат. кога Талат се врати, Ма прогледајте ги кршењето, снимките. мафањето овако Глума. го заврши. Значи Глума. мачорот се врати Глума, назад и ефтина глумците престанаа со играта. Така И да изгледаше ве сето подсетам, тоа. мислам дека и јавноста вчера реагираше. Ова што вчера го правеше Крмов, па после ја Пасие во некоја поблага формулација, да го правеше некој пратеник на ВМРО ДПМН. Мислам дека веднаш денес ќе беа спроведени во притвор и ќе им се судеше, па можеби за не знам какво дело, ќе им се одземеше И не само имунитет. тоа. И веднаш ќе беше исфрлено до безбедувањето. Ќе се рисетиме. А Пасиев повикуваше. Го има тоа на микрофони. Ајде удриме. Значи тие тоа сакаа да се исценира, да го удрат, за да станат тие жртви на оваа драмолетка или да влезе обезбедување и херои да изигруваат. Ништо од тоа не се случи. Договор, класичен договор. Значи, не знам, треба да не познава и воопшто да не ве интересира политика, нека ги изгледа некои снимките од вчера и ќе видат дека беше тешка глума во прашање и она со чевелот и кршењето на мониторите и тоа убаво сте приметиле Златев кога се приближи Талат Џафери до говорницата, но Штама. немаше Штама. Еве се- Дури и второто тргање на мониторот од пред Мисовскиот горе од масата беше многу внимателно тргнат мониторот, за разлика од првиот пат кога навистина Готкорна го искрши, а да направам една споредба, вчера имал изјава и Талат Џафери, па кажува дека пратеникот има имунитет за се што ќе каже од говорница, но не и после говорницата. Чекор од говорницата нема имунитет. Па да го Еве. подсетам дали имаше некоја реакција Талат Џафери за имунитетот на мојот колега Бране Петрушевски. Затоа ви велам да се случеше ова со пратеник на ВМРО ДПМН. А Уште тука беше вчера Бране? ќе имаше ригорозни Тука казни. беше Бране токму Или, за тоа уште и- еден момент, бидејќи јас сум лично засегната, ако приметите, вчера имаше кадри кога овој удираше печати врз неговите амандмани со чевелот, кадри од собраниските камери кои што дава позиција од грбот на Апасиев. Значи се гледаше Да, се гледа кога вие што го не се имавте- случи помеѓу мене и овој за неевропски прашања. Ако јас не бев во право, тие снимки ги имаат, веднаш ќе ги објавија и ќе ме Да. И демантира. еве сега ќе ви Така да со двојни аршини спрема исти сите пратеници сме еднакви, барем би требало да сме еднакви во парламентот, но дефинитивно со двојни аршини сме Еве третирани. ќе ви предочам еве сега на пример дел од кампањата која вчера се водеше по сето тоа, ќе цитирам Билјана Ванковска, познатата професорка нели која се бореше своевремено против реформите во високото образование и се избори против тие реформи, токму затоа универзитетите денес не се негде 2500 и 1700 место. Таа беше тогаш најгласна. Таа вели на Термопилите имало 300, ние имаме само 20. Изгледа овде не вреди зборување со метафори, па би кажала поинаку, ние имаме опозиција од 20, само Димитар Пасиев и Борислав Крмов изгина, ама се бореат до крај и ќе се борат до нивниот крај. Така е изгинувањето во тоа да фрлаш по Мисовски со хартија. Не, тоа беше ефтина глума, жал Малце што- ми е мене, знаете, не стане се дали ги јас мојот став кон левица е едно, но храброста голема да фрлаш со хартија по некого, ако тоа е храброст во очите на господата, тогаш не знам. Видете, може би успеале да освојат некои симпатии вчера, ако имаме предвид дека изминативе 3 месеци катастрофално им опадна рейтингот. Може би беше ова некој обид за подигнување на нивниот рейтинг, но ево јас ви велам, нека каже Апасиев дека е излажен од Талат Џафери, што во суштина ќе значи дека тој со него се договорил.
Зошто ги повлече тие првичните 1900 амандмани, со кои што можеше буквално да го блокира процесот, затоа што според овој деловник таа постапка трае додека не се разгледаат сите амандмани, бидејќи беше деловникот по редовна постапка. Зошто ги повлече? Зошто ги повлече? Тоа нека го каже на јавноста. А таа глума вчера со ништо не Па може дека да... вие сте имале некаков сојуз, СДСМ, Не, ВМРО и ДУИ. деловникот требаше да се донесе со консензус, затоа што кажав на овој деловник работиме 5 години, сите политички внатре парламентарни чинители и имало периоди кога не одело добро, кога одело добро, кажав не е ова идеален деловник. Најмногу ќе зависи од оној кој што ќе биде иден председател на собрание. Дали ќе сака да го почитува деловникот или ќе сака да се повикува на собраниска пракса, како што досега сме имале милион пати случај. Собраниската пракса стана основно начело за водење на собраниски седници, па и на комисии. Се зависи од председателот на комисијата. Гледавме Арбер Адеми како се однесуваш. И кога веќе ќе го споменам, значи такво неиспровоцирано уништување на собраниски инвентар да наречам, имавме во два наврати. Арбер Адеми и вчера Крмов. Не Димитар Апасиев, Крмов. Лидериште. Ама чекај, дали ќе го плати Крмов или ќе го платат граѓаните? Па затоа левица треба да се освести, да види како тие се борат во собрание. Затоа што генерално таа јавна набавка ќе биде платена од наши пари, за да си прави Крмов таму шоу некакво. Да. Добро, сега на Крмов да сака да се тепа, да му вика на соговорникот ајде удриме. Сепак човекот нема завршено, знаете, факултет, ниските слоеви во образование понекогаш има некои кои знаат да се однесуваат насилно кај необразованите, нели, слоеви на општеството, особено пак кога зборуваме за слоеви на општеството кои не фатиле никаква работа во животот. Так. Тоа е кои што се, јас пак викам, само социјални мрежи користат за да објават свој статус, свој став и така натаму. Тоа е партија без никаква програма, партија која што не нуди решенија, партија која што вака нуди некакви циркуски акробации во немање на вистински суштинско нешто што да се понуди. Некои ги саркастично ги нарекуваат девица. За мене поимот девица е многу чист, некако невин. Јас повеќе по моje би ги нарекла лесница, бидејќи лесно знаат да шалтаат, ама само прва, втора, најмногу рикверц. Најмногу рикверц. Тие се дефинитивно приколка на ова дуо што е на власт, СДСМ и ДУИ, никој не може да ме разубеди, а вчерашниот ден особено тоа го потврди. Затоа го повикувам Димитар Апасиев нека каже зошто ги повлече првичните поднесени 1900 амандмани, а предходно најави дека ќе поднесат само суштински. Значи поднел 1900 за да се пазари, за да преговара. И оние кои што ги поддржуваат и можеби вчера им поверуваа да бидат убедени дека за ова некаква си жртва која што одглумија сакаа да се направат како жртви, тие дебело ќе наплатат. Но тие средства сигурно нема поддржувачите, искрените поддржувачи на левица да ги видат. Туку само Апасиев, можеби и Крмов, заради тоа што прифати наместо лидерот тој да крши инвентар. Истото се случува со нивната партија, мислам и во Советот на град Скопје. Истото се случува и во Карпош, да речеме, каде што дупода злокуќени и знаејќи дека тие и на следниве избори ќе бидат уште потврдена опозиција, можеби со пратеник плюс, и сега нормално дека реагираат, дека не им одговара. Веќе се дегутантни. А Тала Џафери дефинитивно ги изигра. Уимер Муамеди пишува, веќе се дегутантни со нападите кон ВМРО на ниво на градоначалничката во наводници на Стевчин, еден портал кој сега од хигиенски причини нема да го спомнам, алатки на власта. Вели Уимер, одиме ние со краток блок на реклами, по кој се враќаме во вториот дел од нашето гостување, каде што повторно ќе предискутираме за овие случувања, но и за она што не очекува во наредниот период, а тоа е ни помалку ни повеќе кампања. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивици, извини, ние со пратеничката некако навлеговме во надоврзување. Јас не се мешам, знаеш, кога се опрашање емоции, како и левица, не се мешам, знаеш, во љубов и омраз, знаеш, онака се тргаш, има еден квантум тука на
емоции кога си има, знаеш, една темна црта, викаш остави тука, нека излезе вака. Добро. А потоа кога ќе дое рациото да се вмешаме. Ајде, рационално како ќе ги прокоментираш овие? Не, рациото ме интересира што добивме со Деловников. Може така да тргнеме. Значи што доби ај прво вака, затоа што сум консензуално предпоставам дека ајде да чуеме прво што добила опозицијата со Деловников. Значи идната опозиција во собранието токе има како механизам. Па за мене еден од вака Што ќе има СДСМ? Не, да видиме што ќе се. Народот ќе каже кој ќе биде. Ајде да чуеме прво. Значи имаме мене еден од така поред мене нешто што најмногу ми недостасуваше во овој претходниот мандат како опозиција, начинот на одвивање на седниците за пратенички прашања. Се губеше многу време, има нели механизмот за произнесување устно во текот на изминатиот месец поставени писмени прашања или нели во тек на седница прашуваш усно, ти велат писмено ќе ти одговорим. Можеби првите 2 часа одат на усмено произнесување на пратеникот. Последните 3 седници тоа ни го правеше пратеничката на Алијанса или Редаути, која што со исто прашање за 150 луѓе кои што побарале државјанство во МВР, буквално блокира работата на седниците. 2 часа или Редаути се произнесува, може тоа да биде например формулирано, можеше да биде формулирано едно прашање, наведе ги сите тие лица. Да, јасно. Значи тоа ќе се тргне во однос на пратеничките прашања, ќе има и еден ќе се воведе уште една можност, односно уште една седница во месецот за пратенички прашања. Две, но не ќе стигнеме како британците секоја недела, секоја среда. Да, или швеѓаните точно. Да. Но не добро, не е баш секоја среда. Обично премиерот во Британија праќа некој да го менја на тие пратенички прашања. Кога не е тука. Ама еднаш во месецот? Не. Има. Еднаш. Значи не, види. Ако е во Британија мора да е тоа. Само ако е надвор. Не, и да е во Британија може да се одложува и поради, не знам, има други обврски некакви со нешто поврзани, па ги одлагаат. Ама најчесто секоја недела го има тоа. Најчесто во нормални ситуации. Постои QMP. Да. Најчесто еднаш до 2 пати месечно е присутен премиерот, неговиот заменик или назначен. Да, ама па кој е заменикот, па не е лидерот на опозицијата, туку заменикот на лидерот на опозицијата. Значи си има конвенција. Си има ред. Најбитно е тоа што се почитува оно што е напишано во Деловникот. Кај нас затоа велам. Не, мислам дека не има дел. Наоѓаат начини за злоупотреба. И ќе има значи можност за уште една двочасовна седница за пратенички прашања, на која што ќе постуваат прашања само пратениците на опозицијата, да. А овој делов кој што кажав последниве 3 седници ни одзеде многу време за произнесување на писмено добиени одговори на поставени писмени прашања, воопшто ќе се оттргне, ќе го нема на пленарни седници, туку ќе има можност на веб страната на собранието сите писмено поставени прашања и добиени одговори да си се видат кој е заинтересиран. А што добива идната власт? Мислам дека ќе се воведе поголем ред. Ќе има например собраниски календар задолжителен, на што секогаш настојуваше. Ова што Европската унија велеше ради планирањето се злоупотребуваат. Да. Точно. Ќе има собраниски календар квартален, значи ќе имаме некоја предвидливост на закажани седници и така натаму. По-тесно е дефинирана работата на собраниските комисии. Не може сега, например, читате во Деловник, па некој применува членови од Деловник кои што се однесуваат за водење на пленарна седница. Зошто? Затоа што во делот за водење на собраниски комисија го нема тоа, како што, например, злоупотребува за барање на процедурални забелешки. Исто така и во однос на правото на процедурална забелешка не ќе може, бидејќи овде не беше дефинирано, па секој си правеше како сака. Имаше некои председатели кои што дозволуваат секој пратеник процедурално да реагира, некои што го забрануваат тоа како арбера дем, и сега тоа ќе се дефинира и ќе се има по еден посочен пратеник за секоја собраниска комисија кој што ќе биде задолжен доколку се прекрши процедурата да реагира. Пратеничките групи исто добиваат јасна улога? Да, ќе има и редовни координации помеѓу пратенички групи, извршна власт, ќе има по исто така подефиниран, појасни насоки, нови одредби за собраниски надзор, бидејќи тука имаше многу нејасноти, па кога ќе се обидевме да пример организираме некоја надзорна расправа, прво собраниските служби глава ќе ги заболеше уште од стартот, затоа што навистина беа
нејасно дефинирани сите чекори. За да стигнете вие до чинот на започнување на една надзорна расправа, минимум 2 месеци можеби ви требаат да ја организирате, и кај нас, она што го направиме споредбата со британскиот парламент, добар дел од поканетите луѓе за сведочење можат да не видат како што еве ни се случи со анкетната. В Американскиот конгрес има право како судот стражано да ги приведе ако некој е викнат или уште не сметано. Мислам дека до тука не е промислена целата работа, но има нови одредби кои што мислам дека ќе олеснат таа работа, затоа реков не е идеален, но е некој подобар примерок за деловник од овој што досега функционираше и кој што дефинитивно беше злоупотребуван. Исто така е зголемена родовата застапеност и по комисиите и во раководството, че има... Добро, кои беа забелешките од овие што кршеа? Што сакаат дополнително од ова? Каде веле... Знаеш, јас се уште не слушнав, еве, ќе им дадам шанса, да не ми рече Ивица дека не им дадам шанса. Не сватив се уште која е клучната забелешка на целава оваа работа. Вчера тоа не го разбравме. Затоа што знае дека ќе биде уште опозиција, уште долго време може би дека постои. Која е клучната забелешка? Укинувањето на филибастерингот. А како се укинува? Кој што на комисијата Ала Џафери им го усвои како амандман и се вчера на седница им го. Меѓутоа тие пак во периодов наназад воопшто не го искористија филибастерингот. А може? Професор по право е човекот. Каде беше пред 2 години кога ние се боревме реално, мислам со докази, да не се усвои оној законот за работни односи со кој што ќе се пролонгираше пензионерите на одредени посакувани судии на власта, се сеќавате? Да. Ние го кочевме тој процес. И сега кога велат опозицијата е виновна за лошо добиениот извештај од Европска комисија со блокадите, а што сме блокирале ние? Сме го блокирале тој закон, сме го блокирале законот за игри на среќа. Левица немаше некој филибастеринг? Левица апсолутно ниту еден филибастеринг нема изведено во собрание. Ништо. Кај беше професорот по уставно право за кривичниот законник? Не, Зашто ваков перформанс? По римско. По право. Се извинувам. Кривичниот законник не беше присутен ни на комисија, ни да каже, ни еве хартија нека фрла. Не знам што да фрла. За Бехтел и Енка, зарем не беше тоа голем проблем во државава? Кај беа? Да, вие тогаш правевте филибастер. И сега знаат дека кога ВМРО ДПМН е опозиција, тие не можат да дојдат до израз, знаат после следниве избори што ќе се случи и сега тука им се кинат гранките. Ама не им е виновно ВМРО ДПМН. Виновно е што лошо преговарал, вината треба си ја бара кај себе бидејќи лошо испреговарал со Ала Џафери. Ивица, еве, од делов на политичка култура. Ние често гледаме вакви сцени по собранијата, не само кај нас, добро. Не само кај нас. Најмалку кај нас, да е еден од најпристойни парламенти нашите. Повеќе ова е така една источна европска пракса. Не, секаде. Украина се тепа еднаш неделно. Добро. Турција редовно. Секаде го има и Италија, има дури и Британија го имаше, спомна, само што таму се малце други се секаде го има. Во Британија да немало тепачко собрание, сега да се разбере многу одамна. Секаде. Ја тоа пратам дефинитивно, таму има една значително повисока нели култура таму. Како ќе го прокоментираш ова однесување од еден демократски, нели, од една демократска президент? Дали е тоа цивилизирано за оно што се нарекува домот за демократија? Вака се, нема да навлегувам во оценки, одно што ќе кажеме дека не разбрав зашто станува збор. Значи уште не знаеме зашто се тепа. Не знам што станува збор. Сега. Затоа што бе излажани како мали дета, се извинувам. Не знам, уште чекам да објаснам што беше работата. Исто така не ја разбрав ни професорката Ванковска. Професорката Ванковска, без разлика ти што каже, угледна професорка, една од најугледните во Македонија. Дека не е угледна, ама и низината реакција не ја разбрав затоа што како да кажам, не ја разбрав со термопилите се нели последна одбрана, така. Не ја разбрав парлевата. Што не бранат, не сватив уште јас. Така што тука е проблемот, а во однос на тоа види, знаеш сега такви некои малограѓанштини се што е цивилизирано, знаеш дека не влегувам во тоа. Во собранието има понекогаш причини, на крајот на кришата ве зборуваше и пратеничката Стојановска тука дека има како Бехтел Енка има работи кога на вистина треба да се реагира. Или францускиот предлог, еве ме потсетивте. Или францускиот предлог. Францускиот предлог, кај беа тие? Нели јас бев таму, што бев најрелу. Нели лошо нели најнецивилизирана да речем, и
процесот што ние сме го блокирале, во суштина ја спаси Република Во однос на Македонија, да ние филибастеринг, така не точно. се Па добро, однесуваме. зошто сега Ние досега- поддржувате, сега еве ја ќе земам позицијата на левица. Ако е така, зошто вие сега поддржувате нели стопирање на филибастерингот? Нели е филибастерингот важна демократска алатка во целата Знаете таа како, работа? мислам дека како општество, еве и како пратеници, ако сме 9 или 10 пратенички состав, мислам дека го злоупотребуваме и филибастерингот. Се сеќаваме Талат Ако се- Џафери Библија која читаше. Така? Читаше или молчеше? Не читал поезија Нацо Шопов за некое Не, и за Библија некое читаше, огромно мислам, чудо, ако не се или лажам. молчеше. Значи ние не го користиме филибастерот, еве тој како што кажа суштински амандмани. Што не се произнесе по амандманите? Ви велам, Ацо Шопов го првата читаше, можност да. на која што приде при крајов на мандатов е на филибастеринг сега за Деловников. Може па и ние не ја треба дом искористи. на лордовите да направиме за да Не може искористи. нели да одлагаме 2 години спроведување на еден закон и на таков начин да спроведуваме филибастеринг, Ивица. Само не знам кои ќе ги ставиме лордови да бидат. А види, филибастерингот малку е, како да кажам, повеќе некоја англосаксонска алатка. Во континентална Европа ретко го има. Во Германија немаш филибастеринг. Германскиот парламент е работен парламент. Германскиот парламент после искуството со подемот на нацизмот, кој што правеле шарада од парламентарниот процес, Нешто слично што сега. не, воопшто не, никакви паралели, нема со Овде? левици, никакви. Не. Добро се. Нацистите ги имаат со други паралели. Црните кошули баш и не се. Не, Тоа е- ако гледаме кој работел против уставниот поредок, а е дел од уставниот поредок, тоа е Дуи, не е левица. И ако зборуваме, Може би и едните сега. и другите. Не, да Добро. зборуваме истина. Јавно Но, се против ајде да се НАТО, вратиме дел од сега. Да се Јас вратиме само во еден сега. дел Германскиот ако- парламент Да. е работен парламент, а во Европа најчесто такви се парламентите. Америка, Британија, Австралија, Нова Зеланд имаат вакви филибастеринг опции. Ова, континентална Европа има работни парламент. Сега, ние сме некоја Хибрид. амалгам, одиме кон работен парламент, така ли со Ние сме во принцип луѓе кои што сакаме да ја злоупотребиме власта за нешто да подметнеме во наша лична корист. И тука мислам дека се крие замката и тоа е нештото што ВМРО ДПМН, која ќе стане партија на власт, треба да го измени. Во кој дел мислам? Кога подготвуваме некој системски закон, еве да речеме, иако мислам дека така треба да се однесуваме и за мали измени на закон. Точно. Прво ми пречи зошто толку често се случуваат измени на закон во нашиот парламент. И тоа на закон кој што можеби пред еден месец е стапен на сила. Ние следниот вече ни се случува измена. Значи нешто не е во ред. Ние мора како ВМРО ДПМН кој што вели дека по многу нешта ќе биде различно од сите досегашни власти и во овој дел да се промениме. Како? Моето видување, мојот предлог е кога ќе работиме на подготовка на некој закон, пред истиот да влезе во собраниска процедура и да почнат да му се бројат деновите, во истиот да бидат вклучени сите. Сите, не само парламентарни чинители, општествени, експертиза, сите. Сите, јас не сакам да функционираме на принципот на подметнување. Тоа мора да заврши. Тоа не доведе до тука. Па затоа И овој затоа собранискиот календар, Да. предпоставам што се... Да, затоа велам има некои подобрувања, не велам дека во се е смислено и обмислено, но најмногу зависи од оној кој што ќе го води парламентот. Во однос на европското знаменце исто се расчисти работите или? Има и тука некои по дефинирани работи. Мислам дека председателот на парламентот е тој кој што ќе сноси одговорноста доколку се случи европско знаменце да се злоупотребува. Исто така ќе биде должен и доколку се случи закон по итна постапка да биде поднесен во собрание и да треба да го стави како точка на дневен ред, тој да се произнесе зошто тоа се прави, едноставно да си ја сноси одговорност, ако можам така да речам. Веќе знаете, нас не во 5 до 12, туку кога седница ќе отпочне, нас ни го дополнуваат дневниот ред, како Во што се однос на случи тоа со што зборувавме кривичниот закон. претходно, да ви исправам, не е точно дека левица не правила филибастеринг, прават филибастеринг за законот за јавни кампањи во медиумите. Нели тој се го блокира цело време само таму каде што се лично засегнати, тие не прават Не. филибастеринг нешто за граѓаните Е, што сега, ги сега интересира. да ви објаснам зошто е како човек кој менаџира медиум, зошто овој закон и неговото блокирање е лош. Сеќаваме дека имаше во време на ВМРО ДПМН еден закон кој отворено ќе кажам дека Никола Груевски тој процес и таа влада го злоупотребуваше и го користеше за медиумите да ги финансира оние медиуми кои
има уредувачка политика, нели, про тогашната влада, се укина тој закон и сега не имаме една зона каде што да речеме, имаше ковид, државата не можеше да пушти кампањи за вакцинација, не можеше да пушти кампањи за ковид, затоа што нема право да се рекламира на медиумите. Понатаму, имаш ситуации, рак на дојка кампањи во однос, нели, за запишување во образование, кога треба студенти да се запишуваат, средношколци да се запишуваат, кампањи во однос на, нели, пушење, да не возите кога имате алкохол, одговорно однесување, зачување на животната средина, да не ги редам сега, кои не одат кај нас на телевизија, затоа што државата нема модул како да ги плати. Идеолошките работи не би ги прифатил и јас. Но сега имаме едно законско решение, ја го разгледав, кое тотално и оневозможува на било која наредна влада да го злоупотребува делењето на парите. Јасно е како се делат, јасно е кој колкав процент зема од колачот. Речам, може би е неправедно кон нас како помали радиодифузери во однос на телевизиите кои го имаат најголем дел од колачот, националните телевизии, тоа за мене не е фер, но тоа е друга дебата. Има, де факто, начин како во држава да се спроведуваат кампањи од јавен интерес. И сега, тоа некој сака да го блокира. Зошто така ќе се финансирале медиумите? Не, ние треба да цркнеме сега тука колективно, треба да немаме пари да дадеме плата, треба да останеме без нашиот леп, затоа што некој има патолошка омраза против слободата на говорот. Тоа е суштината. Затоа што некој мрази кога некој го критикува рано наутро на радио. Да. Поради неговите фрустрации треба илјадници медиумски работници во земјава да страдаат. Па не само медиумските работници во земјава, мислам дека не остана човек кој што не страда, освен она мала група која што е во тесниот врв на пирамидата на власта, така да гледајќи го целиот принцип на владење на ова актуелна гарнитура, мислам дека најмалку може да посветат внимание на вас како медиумски работници. Жално, но имаше и теми кои што апсолутно не ги засега, па затоа сега кога им стигна извештајот на Европската комисија, останаа небаре зачудени, повторно прв вперуваат во сите, само не во себе, така да јас сметам дека кога ќе дојде ВМРО на власт, треба да се зафати и со големи, и со мали работи, и со суштински, и со несуштински, и со системски закони, и со не знам, значи премногу се разнишани темелите, столбовите на оваа држава. Значи воопшто не се функционира. Не се функционира на ниту едно поле. Народот е страшно разочаран. Може би тие и на нив им одговара тоа во периодов, за таа разочараност да ја употребат како би го убедиле да и воопшто не излегува на избори, но мислам дека периодов до избори сите маски ќе им паднат, веќе по полека им паѓаат. Еве видовте и со извештајот на Европската комисија, минатата недела помина на две тематични комисии. Вчера имаше нова пленарна седница, не беше ставен како точка на дневен ред. Па предпоставам затоа што не им одговара. Затоа што тука ќе има што да се критикува и предпоставам дека само пратениците на опозицијата се тие кои што би зборувале на оваа тема, и да, мора да сме многу внимателни периодов што следува, бидејќи се што би дошло во собрание како предлог закон, знаејќи со кого си имаме работа, мислам дека ќе биде многу сомнително. Имаме еве пред нас на врата е буџетот за 2024 Тој ќе земе многу време сега. Повторно, по 15 дена минимум. Минимум во процедура, може и повеќе. И гледате се работи повторно за најголемиот буџет досега, а сите најголеми нивни буџети досега двојно или тројно ни го имаат зголемено долгот во држава, никаде капитални инвестиции, никаде покачени плати, освен на функционерите, покачени пензии нема, штрајкуваат пензионери, администрација, судска администрација. Само овие од власта велат дека не е така лошо, дека само ВМРО ДПМН е виновна за оваа катаклизма во државата. А на власт се ДСМ и ДУИ. Да. Така, да констатирам само. А ти кој мислиш дека е на власт? А у 50 минути ги спомнуваме на емисијата, така што чисто не е добро. Види, ме интересира кој е на власт, тоа е. Мене не ми е
СДСМ и ДУИ си победија на последните избори, колку што јас знам. Злоупотребувајќи ја ковид пандемија. Не знам јас. Не е важно, победија. Не е И тие важно. се легитимна власт во овој момент. Да. И како такви ги гледаме, но освен тоа што треба да биде ставено власта под лупа, не значи дека треба шмајзери да им дадеме на овие па да убиваат луѓе. Генерално само затоа што не се власт. Тие Понекогаш, да. например, и оној малиот во Србија што го зборуваа 6 дена и он не беше власт, што испоуби деца. Да, но нема Не беше паралела. власт, па Не зборуваа ја разбирам за него. паралелата со Така, темалиот. па, од прилика Не ја тоа разбирам. Може би ќе не бидам- очекува доколку продолжи растот на овој радикализам, некој кој отворено шири омраза, некој кој отворено зборува за висење, за стрелање. Да. Тоа е за мене поголема закана од било кое владење кое во моментов го имаме. Ако некој кажува дека мене ќе ме убие, отворено имаат, кажувам дека мене ќе ме стрела. За мене суштинска борба, да. Вчера, извини Ивица, што ќе те прекинам, вчера Добро. токму тоа ми го пишуваа членови високи функционери на левица во коментари дека кога ќе дойше на власт, ја ќе сум одел во шутка. Добро. Со да само не успеа да ме Ама стави во тоа е шутка. Можеме прислушкува, идно можеме следи, неостварливо можеме време, никогаш нема да прави дојдат на проблем. власт. Така што, мене граѓанска должност, како човек кој верува во слобода и демократија, ми е на луѓето да им покажам, еве, погледнете какви неандерталци се трудат да дојдат на власт. Значи, власта која што е сега на власт, тоа го зборуваше сега за мене со години. Не, да, се и се што. Дури не само тоа, и ние дури затоа. нивни Затоа високи сме ги критикували, не, ги не. критикуваме. Нивни високи должности кога Значи- дојде направија штета, реална човечка штета, не само на мене, на многумина. Така што јас го критикувам тоа што е направено. Тоа што се зборува, покачи мачки реп што би рекле. Реалната опасност за Македонија е ден повеќе на оваа власт. И фокусот за мене е на ова не можам како да наречам. Јас- Неката ова дно од недемократија, од неслобода, од угушување на се што е слобода и демократија, што е СДСМ. Јас И од дуи. позиција на И дури независен, мислам дека на независен вчерашниот ден новинар не би беше- можел да го И даде. јас Беше- така зборувам. беше е. соучество. Како најнезависен аналитичар, кој што не е член ниту една политичка партија, еве тоа го кажам. Јас ово од Ова позиција е на независен новинар. човечко не и можам да секакво го зло. И вчерашниот театар во Дека Собрание, има мислам проблеми дека со беше оваа обид власт, за да, дефокус има, од но- дивните криминали. Да, и ја мислам така. Обид за Точно. дефокус од дивните Дека криминали. И заради тоа го напумпа во јавноста до максимум. до толку, И заради за тоа да пумпаат и многу работа. нема Точно. на вестите прва објава дека некој штрајкувал или некој во болниците можеби и починал. Ние со оваа власт да не заборавиме никогаш дека ковид пандемијата најмногу човечки животи одзеде во Република Македонија по број на жители. Да, Се Фина, сеќавате вие сте дали некој од одговараше од за тоа? Западна Македонија. Веса Транс. Има ли шанса за пожарот во тоа болницата, анкетна комисија па да денес се направи? свикано. Не, анкетна комисија за трошењето за време на ковид. Има, Тоа сакам да го има слушам. шанс. Вие сте од За Западна многу работи или Македонија. за Бехтелиенка да направиме една Исто, анкетна исто. од периодот кога се донесе законот до ден денешен што е Вие што е сте реализирано. од Западна Македонија, имаме тука една редовна слушателка, Билјана вели, може ли Дафина да ни каже што е позадината околу приказната со крстот во Тетово? Па повторно дефокус. Е. Дефокус од криминалите на Дуј. Вчера го зборувавме. Дефокус, класичен дефокус. Значи подметачкина што би рекле по скопски на дуј. Ќе зборуваме за национализам или шовинизам албански, за да не зборуваме за тоа дека Артан Груби, Али Ахмети и околу нив приврзоците ја оплячкаа државава. Дека нивните фамилии не првото колено, второто, третото се мултимилиардери, купуваат трговски центри додека пензионерот умира од дечи на протест. И ние сме биле некрофили, ако терминот е тотално промашен, кога така ќе не уквалификуваат кога овие случаи ќе ги споменеме. И кога зборуваме за онкологија, сме биле многу исто некрофили не нарекуваат. Ве молам. Во било која друга држава да имавме процеси како Беса Транс, како пожарот во Тетово, како ова што се случи со онкологија, не само што ќе паднеше влада во истиот момент, веднаш требаше да има и притвори и досега разрешени случаи. Ние колку судски случаи немаме разрешено во држава. До каде е комисијата? Истите па денес е свикано продолжение на анкетната комисија. Вчера се на дневен ред мислам дека помина точката предлогот за да се продолжи рокот за да се промени одлуката за да се продолжи рокот за функционирање на анкетната комисија, но се отворија само 3 точки, така да не знам. Пише колку стана? Од
Не, од комисијата, од Па комисијава сега сме дојдени до преговорите за да се донесат заеднички заклучоци. Тоа е за мене невозможна мисија, гледајќи како се однесуваат пратениците на власта, сакајќи да заштитат, а истите тие беа згрозени од монструозниот чин кој што се обелодени, но сега како поминуваат деновите, се повеќе и повеќе ретерираат и убаво кажавте Боцевски, секој ден поминат со ова ненародна власт, мислам дека е штета за сите. А заврши сослушувањето? Сослушувањето е завршено. Аха, да. сега е вашата работа. Сега е нашиот дел. Малку би требало да повнимавате по однос во на... однос на тоа, затоа што може утре СДСМ да ви биде и коалиционен партнер. Не дај Боже. Значи сега тоа е... Не дај Боже. Има тука и... Знаете До како душа јас гледам- малцински, но сепак... Јас гледам на работите кога седнувате да преговарате со било кој, треба честно на маса да ги ставите вашите услови, да кажам вашите црвени линии и да се држите до нив. И уште веднаш кога преговарате со говорникот од другата страна да е свесен дека нема да отстапите и да е свесен дека она што ќе го договорите дека така и ќе биде. За жал во оваа коалиција едно време ја појачува, па ја држа на стаклени нозе. Не видовме никаков ефект, се контраефект имавме. Гледате, со Беса дојдоа на власт на заеднички листи, сега се со Алијанса. Алијанса беше најголемиот борец против криминалот и корупцијата, сега за некое директорско и Добре, министерско па како па тогаш место вие ќе правите влегува- утре коалиција со алтернатива која де излегува, де не излегува. Вие од другата страна, сега да бидеме реални, во албанскиот политички блок, ние сите буквално политички партии влегоа и излегоа во коалиција со СДСМ, освен ДУИ, они се цело Па се време. додека така Најконзистентни се ДУИ генерално. Се додека така се однесуваат сите такви чекори на така наречената албанска опозиција само одат во прилог на ДУИ, за жал. Мора да се освести албанскиот народ во Република Македонија дека не е само ДУИ партија која што е организирана и која што се залага за нивните интереси. ДУИ е партија која што се залага само за сопствените интереси, која што промени неколку рува, но остана истата. Не видовме ни од ДУИ ни зелена агенда, ни ветувања Него реализирани. позиција на ВМРО да помене, вам би било многу подобро со ДУИ да биде, затоа што они се конзистентни. Си влегува во Со коалиција кого не и да бидеме, излегува. за мене е многу честно она што ќе говори да се реализира и да не се отстапи од договорот, па макар да се работело и за Проблемот генерално со разлика ДУИ е со- што има метастазирана системата и во моментов го загрозува нормалното функционирање на уставниот поредок и на демократија и тоа е реален проблем. точно и ДУИ може би ДУИ во моментов една метастаза која што е проблематична и затоа заслужуваат малку да се на резервна клупа, малку подолго. Да. Затоа што како што вели овој Лорд Ектон, нели го цитираме пречесто, секоја власт расипа, апсолутната власт расипа апсолутно, текпа 20 годишна апсолутна власт. Точно, се согласувам. Може да замислиме колку расипала. Може би влеа некоја блажна надеж како што Заев тоа го стори во 2016-та, за ДУИ сега зборувам, кога во 2020-та нели ја претвори агендата во зелена, но еве од дистанца 3 години после тоа, сето тоа е паднато во вода. Ни за од зелена агенда не видовме од страна на ДУИ, туку напротив мислам дека Национализам. гледајќи дека Точно. крајот им се ближи, да сега ќе форсираат национализам и ќе гледаат што повеќе да ги испразнат касите на буџетот, затоа што знаат дека многу скоро им се ближи соочување со тоа дека ДУИ би требало да биде опозиција доколку се освости, како што реков, албанскиот народ во Република Македонија. Затоа што има таму многу паметни луѓе кои што може би долг период стојат на страна, гледајќи не го како се спориме. одвиваат работите. Што не велам дека таков случај нема и кај македонците во Република. Дафина, ние... Не се пронаѓаат во политика гледајќи дека навистина нечесните просперираат. Точно. Просперираат јавајќи на бранот на најголемата Да партија. не обвинат дека сме премногу фини. Со сега ќе прочитам, се гледа по профилот дека е членка на Левица, ќе прочитам еден коментар од неа, вели: лесно е да бидеш патриот како Дафина, со 5 стана во Скопје. Дали Дафина навистина е Да. олигарх од такви Не, размери, Дафина- има толкав имот, Тоа е еднаш го обелоденив. Тоа е имот од моите родители е стекнат со наследство од нивните родители, така да нема врска со мојот пратенички мандат. Така да истата би ја прашала дали е можеби подобро овие кои што стекнуваат Од кога имот влегувате, за време на од кога влегувате во Тоа е политика, семен имот, апсолутно, ништо немам променето во имотот од како сум пратеничка. од кога влегувате во политика, од како сте пратеничка, не купувате нови станови. Не, јас затоа сум немала законска обврска овој имот на мајка ми да го приемам, бидејќи не живеам со неа,
но сметајќи дека немам апсолутно што да крием затоа што е стекнат преку семејно наследство, тој е пријавен на очиглед на целата јавност. За разлика тоа ве прави различно од Пасиев, кој откако е влезен во политика има стекнато имот емену мало. Што е битно се зашто не третираме Дафина? Па затоа што еве слушателите овде прашуваат. Да, кога немаат што ќе кажат, ќе споменат становите на моите предци, што не се стекнати апсолутно, нека проверат сите, еве и актуелнава ДКСК и следнава која што нели треба сега во собрание да се бира, нека го проверат потеклото на имотот на Дафина, ќе се соочат со она што очигледно не им одговара. Аз да прашам ова не сме го знаеле, Љупчо. Дека ДКСК ќе се бира нов во собрание. Се формира комисија во собрание, мислам дека распишен конкурсот? Заврши минатиот петок. И може да знаеме кој е пријавен вака чисто? Па мислам 30 или се 30, околу 30 пријавени кандидати се и вчера беа состанати, ги разгледуваа CV-ата, има неколку кои што не исполнуваат услови, мислам дека кои беа условите? Или на крај, па сега ги има правник, ги имаше објав. Правник 10 години да има искуство од област на Зашто да не може економист да биде правник и економист, мислам дека се тие два услови кои што треба да ги имаат, ама имало и такви кои што немале комплетна документација. И на крај пак е консензус? Па се формира еден нов начин уште од овој сега кога се бираше, попадна интервјуа во собрание, тоа е она што ние го баравме. Да, ние го баравме при изборов на уставни суди. Но не сакаа да го А може да го добиеме списокот, него и ние да викнеме овде? Ќе биде сигурно селектираат кои ако тие што не исполнуваат услови нема ни да бидат повикани на интервју. Липчо, ова е за нас работа. Шо? Да. Се ги викнеме во студио. Имаме нов состав. Ако не сака да дојде во студио да прави муабет, како ќе биде? Види, јас сум малце резервиран во однос на антикорупцијска комисија. Еви, сега има одлични луѓе таа антикорупцијска комисија. Ја имам еден пријател добар кој е таму, тоа е Трпе, новинарот Трпеновски. Она што можам да го кажам во однос на антикорупцијска комисија, за жал во изминатиот период се покажа дека антикорупцијска комисија е само државна невладина организација. Тоа значи дека тие може да детектираат се, да прават се, да објават се и на крај ништо да не заврши од сето тоа. Имаа став за многу важни прашања, став кој беше контра оваа власт, да бидеме реални, некаде и утна, но има отворено за дел од проективе, за дел од настаниве, отворен став и што фајде ние видовме. Не само отворен став, тие завршува работата, но нивната работа е дотука. Нешто слично како со Државниот завод за ревизија. Као невладина организација. Има и промашување, едно време правеа и прогон. Не заборавиме тоа. Има и прогон, морам да потсетам дека на пример овакво или најпомпезно со пресконференции го обвинија поранешниот претседател за корупција. А кога заврши истрагата, кога се види дека нема К од корупција, требаше со истаква помпа да рече дека е завршена истрагата. Не кажа ништо. А кај немаше корупција? Тоа дека два стана од Джевахир си земал, не беше корупција, тоа ли беше причина? Не, дека си купил стан. Ја ми се фола за Джевахир, сега шо мајке не да живее. Купил стан. Не живее таму. А кај живее? Таму му е канцеларијата. Живее во Црничи. Си купил стан, го продал неговиот стан, купил нов. И земал кредит. А во Джевахир шо имаш? Канцеларија има. Немаше дваката во Джевахир? Нема. И тоа не е точно. И тоа не е точно. И тоа го испитуваа. И за тоа требаше да излезат и да кажат. И поевтине да речеме од некој друг. И сега и за тоа треба да се каже. Има и и тоа што е поевтине може да е начин на корупција. Да, секако. Не, меѓутоа испита убаво и после тоа испитување требаше да излезат и да кажат вака со цела помпа, нели дека сгрешиле. Не кажа. Значи кога Комисија за антикорупција можеби не треба да работи и ништо, меѓутоа луѓето кои што со тој углед треба да се некоја гарант за функционерите да не прават глупости. Ама затоа треба да се изберат луѓе со тежина. Сега тука ми е мене проблемот. Ја не видов за Трпе чест и чест, меѓутоа нешто не беше многу бучно. Тука во еден дел беше и мојата загриженост и например за Бехтеленка, за ова со Дуи, луѓето беа ќе ослабне интересот кај квалитетните луѓе за да аплицираат на вакви позиции. Штета. Тоа сето ова вакво владење, дивење доведува и до вакви резултати. А нема никоја, не има само за избор и именување собранието, нема етичка комисија или имаме етички кодекс кој што спаѓа во надлежностите на оваа комисија за
деловнички мандат на имунитетни Аха, таа е. прашања, ама знаете како функционираше на пример со случајот Талат Џофери, знам. кога цуеше собраниски служби и кога точката на дневен ред не изгласа мнозинство. А нема посебна етичка комисија? Не, не. Нема. Аха. Еве во Британија Ама што еве, спомнуваш таму нема антикорупцијската етичката комисија Еве сега на го гледав за ова чистиве станови во Джевахир, вика Иванов, кој е кум на Есер Джевахир, син на инвеститорот Ибрахим Джевахир, кој ги изгради курлите, ќе има 2 канцеларии во едно од 42 катниците, значи симптоматично според антикорупцијска било точно на својот кум му плаќа Ама кирија. после тоа заклучија дека нема ништо. Мада, Еве, со и не го кумот не мора објавија. секогаш да се согласува, ама не, пример, него, кога да, те- за левица. да. Да, Вам памет. куме, пламен поддржуваш на левица, дури ги правда и вчера вака. Дури Да, и кршење во вчера. Не, меѓутоа да се вратиме само на ова. Значи на крај има навод дека нема ништо од ова, не е точно. И сега што правиме? Значи кога со помпа ќе објавиш некоја работа, ако сгрешиш, човечки со помпа да се извиниш. Бар ја така сум правил во животот. И дома така правам. Мислам после секоја добра Тоа вака е семена држење до расправа така принципи. или. Без разлика на која тема и да се работи. Но еве да се ај сега да видиме за календарот, кога да го очекуваме кандидатот на ВМРО-ДПМН за председател? Па мислам дека треба да се случи негде крајот на јануари, почетокот на февруари, Добро. доколку според нашиве прогнози се Мај биде. одредат датумот да биде Во крај. нашата кладилница многу е низок коефициентот дека Дафи не ќе биде пратеник во наредниот состав. Како е поактивните пратенички, така што Не бе, прашуваш за председател. 1.25. Ти отиде на второто Да, прашање. ќе се промовираат За мене- ли за лидерите мене- на листите? Многу пати рече. сум кажала, многу побитно пратеници на мнозинство да се активни. Не ако се пратеници на мнозинство да се неми да чекаат чин на гласање, многу поразително за мене и тоа сето тоа влијае на опаѓање на квалитетот и на разочарување на нашите млади луѓе кои што мислам дека постои опасност утре да немаме волонтери да се кандидираат за градоначалници, за пратеници, немаат интерес. Младите воопшто немаат, мислам, интерес да се зачленат во политичка партија, затоа што се крајно разочарани од начинов, особено од примеров за последниве 7 години на владеачките партии, така да тоа мора да се измени ако сакаме. Се зборувам, можеби сме добар дел од една генерација на млади и ги изгубиле потенцијални квалитетни, но да работиме за некој нареден период кој што многу брзо би дошол ако Добро, значи а пратениците ќе бидат некаде промовирани веројатно март или како? па така му доаѓа. Да, јас мислам дека после новогодишните празници веќе ќе започне онаа жешка политичка пролет на сцената која што ќе заврши, ете, би требало негде на средина на мај и да се надеваме дека ќе заврши онака како што ние посакуваме и за што работевме изминативе 7 години како опозиција и конечно да бидеме ставени на тест пред јавноста и да видиме дали она што го Може би па зборуваме и јавноста ќе одлучи и ќе дека го се докажеме на и дел. добро влада. Може би на избори кои се излага. Секогаш. Затоа сите Секогаш, анкети кои што одат во наш прилог, најточни ќе бидат на денот на на избори. избори. А види талата кој е на 8 мај ако се изборите, па може да фати некој ден шеф на држава. Математички. Ако гледаме со тие приговори едно друго, Ние би му немаме проблем да би еден шеф на ќе го држава. поздравиш па Добро утро председателя. Жалам ете и во делов од овие сега што се албанска опозиција, што се уште го слушам тоа дека нивна тенденција е албанец да води битни позиции, за нив битни позиции се МВР, не знам, надворешни работи или албанец да биде премиер, се додека со етничкиот предзнак одат, прво мислам дека тешко ќе им го смениме начинот на функционирање, што тука најмногу повторно би добило дуи според мене, ама А Тоа зашо ме време рече да се Македонија не обрасте. се бори некој нормален да биде на функција. Да не е битно Не која- мора Некој да е соодветен, албанец, да. соодветен, Ја би рекол соодветен нормален, професионален. тоа е. Нормален е. А не Може и етничкиот без предзнак. може и без наод медицински доволно е вака. Од прва Тој треба да задолжителен да стане после сите сакам- случувања во собрани. Сега се постава едно прашање ама за тоа друг пат. Нели треба вчера се прости ми собрание дека може овој Бујар Османи да биде преведен Се премиер. шпекулира многу Да. имиња, го гледате и Артан Груби нешто као си го билда рейтингот. За Артан Груби ви гласала пратеничката група на ВМРО-ДПМН како еден премиер?
Тешко. 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 Реално многу тешко. Але за Фатмир Бесим мислам дека би гласал. Сега да не шпекулираме, ајде да видиме. Предпоставам дека се следи, значи, договор за Деловников помина. Има договор сега за ќе треба антикорупцијска. околу Изборниот закон. Изборниот закон. Бидејќи ако се распишат избори мора да се седне. околу Седмото него. име во ДИК, кога да го очекуваме? Во ДИК, Да. па точката е ставена на дневен ред, вчера повторно имаше некое барање од координаторката на алтернатива, но мислам дека Талат Џафери кажа дека нешто не било до него и таа повторно не се разгледа. Значи, Идното барање, така се да уште ќе се нема договори. консензус. Мислам дека тука ќе биде главната манипулација на ДУИ со членот на ДИК. Моја прогноза. Треба да биде опозиција. Треба Сега да биде, ама кај нас многу и работи Алијанса треба се во да власта. бидат. Значи Така, алтернатива, алтернатива Деса и деса и овие новите движењето на- треба. Добро. Луѓе, надминавме 1 час. Добро. Навистина ми е драго. Добар разговор ово утро. Ивица да ти се извинам сега во првиот дел ние така Не, некако емоцијата, бевме знаеш во дека некој јас данес, емоција почитувам, знаеш, онака. во однос на левица. Иако види, кога емоција прашање Душица и Симон, предпоставам дека се примерни, ама има една црта тука длабока. Апсолутно јас. Сакам да си ја заштитам мојата фамилија која ми е најважна во света. Мојата фамилија можам да ја заштитам само доколку будалите ги тргнам од било каква позиција да можат да се дочепат до било каква власт. Или до било што да личи на власт, затоа што кога се дочепаа до СЈО, видовме што се случи со оваа држава и беа таму и сега треба ние да заборавиме кога го инсталира во хол Талат Џафери, кога гласаа за Талат Џафери, тоест не беа тогаш претенција, но го поддржуваа тоа, еве, јавно, видовме што се случи со оваа земја, така што јас генерално имам тенденција, не сакам моето дете да расте во Аргентина со оној што го избра, не знам дали Локо, што го викаат, ја не сакам моите деца да живеат во држава со локовци, туку за разумни и рационални политичари кои не секогаш се некорумпирани, но барем има некоја нишка на... Аргентинците се малце, не се како вас кавадарчани отворени во хуморот, они се малце како мановци, кои ќе залепат етикета, да. Таа држи, така што тоа сигурно случајно не дошло. Значи, затоа ти викам, јас алармот го палам на будала, многу уште оддалеку ми се пали. Ај за тоа друг пат. И морам да реагирам. За тоа друг пат, ајде. Затоа што доволно беа екзибиционисти во македонската политичка историја. Почитани слушатели, тука е крајот на Еспресо со Златев и Боцевски. Се гледаме утре во среќната среда на Радио Лидер.